Неодамна ширум Турција избија протести поради предложениот закон за собирање и убивање милиони улични кучиња. Според законот, кучињата ќе бидат убиени по 30 дена, доколку нивните собственици не се појават или не се најдат нови собственици. Зувал Калдамделен објаснува зошто се противи. Планираат да ги соберат во засолништа, кои ги нарекуваме логори на смртта. Веќе некое време се води кампања за ширење омраза кон бездомните животни. Нашиот народ, кој долги години, всушност со векови, живее со улични кучиња, сега е доведен до точка кога сите овие животни ќе бидат збришани. Предложената легислатива евоцира сеќавање на мрачното поглавје во минатото на метрополата, кога во 1910-та уличните кучиња беа собрани и оставени на блискиот остров да гладуваат. Но турскиот претседател Реджеп Тајип Ердоган ја отфрли загриженоста на поборниците за заштита на животните, тврдејќи дека кучињата скитници станале закана за општеството, предизвикувајќи сообраќајни нестреки и ширејќи болести. Gerçek şudur. Toplumun çok büyük bir kesimi Вистината е дека многу голем дел од општеството сака што побрзо да се реши ова прашање и нашите улици да станат безбедни за сите, особено за нашите деца. За нас е незамисливо да останеме равнодушни на ова барање, на овој повик. Сепак, активистите велат дека има похумани начини да се одговори на загриженоста на граѓаните за бројот на улични кучиња. Адвокатката Елчин Джемре Сенджан е една од организаторите на протестот. Sokak hayvanlarından rahatsız olan ya da korkan Има луѓе кои се вознемирени од овие бездомни животни, но решението не е да ги заспивате кучињата или да ги убиете. Научните студии покажаа дека стерилизацијата на животните, особено на кучињата, го намалува нивниот број. Партијата на Ердоган неодамна претрпе голем пораз на локалните избори. Противниците велат дека Ердоган би можел да работи на консолидирање на својата религиозна база и да се пресмета со противниците на неговото законодавство за справување со уличните кучиња кои доаѓаат главно од секуларната опозиција. We know our problems in the country. Ги знаеме нашите проблеми во земјата. Светот ги знае нашите проблеми, но тие сакаат да ги премолчат главните теми и да се фокусираат на овие животни. Кучињата не зборуваат, не можат ништо да кажат. Ние сме тука да бидеме нивниот глас. Неодамнешното истражување на јавното мислење сугерира дека помалку од 3% од турците го поддржуваат убивањето на улични кучиња, што укажува на тоа дека противењето ги преминува политичките и религиозни граници. Аналитичарите предупредуваат дека легислативата за справување со уличните кучиња, што ќе биде изгласана во парламентот наредните недели, може да биде ризичен политички потек за Ердоган.